Како да се спречат загуби на води во брегалничкиот слив, особено во следните децении, кога источниот регион ќе претрпи најголеми загуби на вода. На овие теми средношколците од источниот плански регион понудија одредени решенија, особено во делот на намалување на бројот на хидроцентралите и зачувување на биодиверзитетот. Исто така имаме дел од проектот ќе ни биде и намалување на хидроцентралите кои се наоѓаат бидејќи поради хидроцентралите се намали многу бројот на речниот биодиверзитет кој се наоѓа. Имаме намалување на пастрмката, речната пастрмка. Со тоа ќе можеме да ги намалиме хидроцентралите и да се зголеми пак бројот на речната пастрмка. Освен ова, средношколците со идеја околу загадувањето на река Брегалница. Решението според нив е во изградба на повеќе пречистителни станици. То најголемото беше отварање на веќе постоечките пречистителни станици кои што се изградени, но не се во употреба. Исто така едуцирање на помалите дека градење на нови навики и воведување на поголеми казни за луѓето што веќе загадуваат. Да се засадуваат повеќе дрвја околу реките, исто да се пријават за волонтерство, многу што ќе учествуваат всушност. Негативно е тоа што по течењето на реката Брегалница има изградено голем број на пречистителни станици, ама тие пречистителни станици не се во добра функција и сметам дека многу брзо треба да се започне со работа во делот на подобрување на нивните функции. Средношколците од источниот регион се генерациите кои во блиски иднина ќе бидат најзасегнати од состојбата со водните ресурси. Тие уште од сега нудат идеи и решенија за зачувување на природните ресурси. Треба да направат истражување за каква била Брегалница во минатото, потоа да доловат состојбата на Брегалница во сегашноста и при тоа да предложат решенија како сакаат да ја гледат во иднина. Решенијата и идеите на средношколците од регионот за зачувување на водите во Брегалничкиот регион се дел од кампањата Разбистри се и Екологик.